Иселениците го преплавија Тетово. Со нивното доаѓање метежот низ градот е хаотичен. Сообраќајот е пред колапс. Во одредени периоди од денот невозможно е да се помине со автомобил. Рестораните се полни, а и свадбени и други прослави се прават на големо, дури и со по 500 гости. На ризикот од ширење на новиот сој омикрон се чини сите заборавија. И лекарите периодов алармираа дека ни се потребни мерки, но надлежните се против. Поради тоа движење на многу луѓе од другите земји, поради тоа што имаше и прослави, ајде да не набројувам, значи, ајде да кажеме дека не се внимаваше толку многу на овие мерки и немавме доволно број на вакцинирани и толку брзо ни се прошири, така да имавме еден многу актуелен пик периодов и мора докторите да се справуваат со полни болници, семејствата мора да се справуваат со сериозни болести, клинички слики, некои ги изгубија своите најблиски. Тетовци велат дека се плашат празниците да не ни ја влошат состојбата, но со вакцини и почитување на мерките ризикот е помал. Сретнавме и печалбари низ градот кои се на истото мислење. Од странство сте дојдени? Да. Од каде доаѓате од Од странство? Швајцарска. Зашто сте дојдени, за празнициве? За празниците, да. Да видимо како е овде. Пазите со меркиве од новиот сој на омикрон, дали го има во вашата држава каде живеете? Има, таму омикрон има и корона и све, али овде е опет болje него у Швајцарско. Не се плашите овде нешто да се заразите сега со собири? Имам ја сам 3 инекции сам добио, мало не боим се толико, али опет се чувам. Се пазимо колку можеме. Што да Господ тој ќе види. Се плашите дека може новиот сој да се прошири затоа што доаѓаат од европските држави? Нормално се плашиш, ама што може да правиш? Ето сега бе примив трета вакцина, па здравје понатаму. Сакат да се пази секој еден. А требаше ли некои мерки дополнително пред празнициве да се донесат, што мислите? Па здравство, зата и малу, комисија тие што се само реси го Филип се не може да одлучи и да каже, таа здравствена комисија што таа требаше да каже нешто, ама таа се изгуби. Печалбарите секако се пожелни за раздвижување на економијата, но движењето на луѓето во време на пандемија е ризик. Токму иселениците и бројните свадби изминатово лето скапо не чинеа. Тетово го живееше најтешкиот период од пандемијата, кога болниците беа преполни, бројките на заразени застрашувачки растеа, а бројни семејства останаа без своите најблиски. Поука од сето ова, на крајот се чини како да не извлековме.